Процесот на окрупнување на земјоделското земјиште или консолидација започна во март 2017 година. Уште од тогаш подрачната единица при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од Кочани активно беше вклучена со сите терески активности, односно посета на сите местни заедници и пројавување на интерес за самата постапка на консолидација. Увидувајќи дека располагаме со земјиште кое е доста расцепкано, со голем број на парцели, увидовме дека потребата од консолидација на нашето подречје е неминовна од повеќе број на аспекти, се со единствена цел да добиеме подобро земјоделско земјиште со подобра инфраструктура и со зголемен бонитет. Исто така да напоменеме дека главна цел на консолидацијата, како што рековме, е укрупнување на ситните парцели, односно ќе добиеме помал број на парцели со поголема зголемена пазарна вредност и со зголемена производна вредност. Со самото тоа што ќе се изврши укрупнувањето на парцелите, исто така ќе добиеме и нова патна инфраструктура во смисла на одводни, доводни канали, нова патна мрежа. Сето тоа ќе се овозможи со самото преуредување на парцелите. Во тој период од 35 општини кои беа подносители на иницијативи за почнување на процесот на консолидација, од нашата општина, од нашиот крај влегува од општината Тишиново-Влешево 2 села, Спанчево и Соколарци, во самиот процес на консолидација на земјоделското земјиште. Исто така да напоменеме дека минатата недела на 6 декември се одржи и првото собрание, кое за среќа беше успешно, и на тој начин, значи, постапката во село Спанчево е веќе започната. Сега очекуваме на 20 ги повикуваме сите земјоделци и иматели на земјоделско земјиште во атарот на село Соколарци, дека на 20 декември во недела исто така ќе се одржи собрание за имателите на земјоделско земјиште од селото Соколарци, па затоа охрабрени од самото успешно собрание во село Спанчево, ги повикуваме сите земјоделци да земат активно учество на собранието во село Соколарци, кое ќе биде, значи, во недела на 20 декември од 8 часот савајле до 20 часот навечер во основното училиште во село Соколарци. Значи, повеќе пати сме напоменале дека придобивките од самата консолидација се за самите земјоделци, исто така и за нас како министерство. Значи, со самото укрупнување на земјоделското земјиште ќе ги намалиме производните трошкови и ќе ги намалиме самите инпути за производство на земјоделските култури, со самото тоа ќе имаме и поефикасно искористување на техниката во смисла на машини за обработка за производство, и со самото намалување на тие трошоци ќе можеме да произведеме конкурентни производи како на домашните, така и на европските пазари. Овој проект е поддржан од Европската унија, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со поддршка од ФАО. Проектот Mainland е финансиран од Европската унија, а спроведуван заеднички од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации. Целта на овој проект е да помогне во воведување и спроведување на постапката за консолидација на земјоделско земјиште на повеќе локации на територијата на Северна Македонија. Меѓу другите локации, проектот Mainland спроведува постапки за консолидација
во Соколарци, Спанчево, во општина Чешиново, Облешево. Самиот проект започна во 2017 година, во март, и до сега активно спроведува постапки за консолидација на повеќе од 9 локации во земјава. Во врска со имплементацијата на самата постапка, постапката е на Министерство, законска постапка на Министерство за земјоделство, регулирана и истата предвидува едно окрупнување на земјиштето по еден модерен европски терк, каде што самите земјоделци одлучуваат за условите и начинот на консолидација, одлучуваат исто така и за подобрувањата поврзани со земјоделската инфраструктура во самите полиња каде што се окрупнува. Како главни придобивки од самиот процес на консолидација, можам да ги видите, земјиштето е природен ресурс кој што е основа за земјоделското производство. Во колку подобра состојба е земјоделското земјиште, во толку подобра состојба ќе биде и земјоделското производство кое што се одвива на земјоделското земјиште. Ако парцелите се на еден сопственик се мали, расцепкани, со неправилна форма, немаат пристап до инфраструктура, произведувањето на таков вид на парцели оди потешко. Ако парцелите се со правилна форма, со пристап до инфраструктура, релативно големи, самото производство е подобро, употребувањето на механизација е посоодветно и од тука приносите и конкурентноста на самите производи е поголем. Ова можам да кажам дека е најголемата придобивка од процесот на консолидација. Дополнително, веќе спомнав, земјоделците добиваат покрај окрупнување на парцелите, на нивите, добиваат и подобрување изградба на земјоделска инфраструктура. Во различни подрачја, различни потреби има за земјоделска инфраструктура, меѓутоа за видот на земјоделската инфраструктура, меѓутоа одводни канали, системи за подобрување на системите за наводнување и пристапните патишта се вака трите основни работи во смисла на подобрување на инфраструктурата кои се планираат во рамки на проектот, на секој поединечен проект за консолидација. Во последните неколку години, од 2017 до сега, заедно со Министерството за земјоделство, направивме 14 студии за оправданост, за да провериме во кои подрачја во државата е возможна консолидација. Се разбира таму каде што земјиштето не е хомогено, ридско-планинско и така натаму, не секој вид на консолидација може на определено поле да се спроведе. Од овие 14 студии за оправданост, неколку се во рамки на општините Кочани и Чешиново, Облешево. Тоа значи дека ова поднебје, ова подрачје, ова поле и овој тип на земја се соодветни за спроведување на постапки за консолидација. Тоа што морам да истакнам, консолидација за прв пат во историјата на Република Северна Македонија се спроведува во моментов. Тоа што ни е многу мило е дека се спроведува една модерна, современа, европски вид на консолидација, која што нема присилни елементи. Значи, државата се појавува само како олеснувач на процесот, а не како некој кој што ќе налага како ќе се прави консолидацијата. Тоа што е друго важно е дека веќе 2 проекти за консолидација на други локации низ Македонија веќе се во завршени или во завршна фаза. Тоа се проектите во Конче и проектот во Егри во општина Битола. Конче е целосно завршен, сопствениците веќе си имаат имотни листови на новите парцели по завршената консолидација, додека проектот во Егри е во фаза на регистрирање во катастар. Наскоро, се надевам, во рана пролет ќе почне и фактичката изградба на инфраструктурата во Егри. Од останатите подрачја, значи во Битолско имаме неколку активни проекти, Логоварди, Оптичари, Трн, во Прилепско имаме еден, Дабја во Дабјани, имаме во близина на Скопје, тоа е проектот за консолидација во Кожле, и уште еднаш нагласувам, значи Соколарци и Спанчево во
во Чешиново Блешево. Многу би сакала да ги поттикнам сите земјоделци активно да се вклучат во процесот, да ги добијат потребните информации. Ние имаме тимови на терен, геодетски компании, геодетска компанија, градежна компанија. Ние сме постојано присутни, колегите од Министерството за земјоделство и од подрачната единица и од самата централа во Скопје. Ги поттикнувам да се распрашаат, да ги добијат потребните информации, да разберат што точно ќе се одвива во следниот период во Соколарци и во Спанчево во консолидационите подрачја и исто така ги поттикнувам активно да се вклучат во самиот процес, да гласаат, да се појавуваат на собранијата на учесници на другите тела, да се консултираат, да се координираат, јасно да ги изразат своите желби во смисла како они ја гледаат и сакаат да се одвива консолидацијата. Тоа е од клучно значење, заради тоа што доколку сопствениците на земјиштето не се сложат со предложениот начин на консолидација, самата консолидација нема да биде успешна. Активностите на терен вклучуваат работа на многу тимови на стручни лица. Геодетската компанија, која што е избрана да ги спроведува теренските активности во Соколарци и Спанчево, е веќе на терен со отворени канцеларии во самите села, работата активно на информирање на луѓето. Како втор чекор ќе организираме собрание на учесници на кое што треба да дојдат сопствениците на земјоделско земјиште и уште еднаш да ги согледаат придобивките од процесот кој што се нуди. Следен чекор е планирање на распределбата. Таму експерти геодети ќе ја направат на хартија новиот изглед на полето, додека па градежните инженери ќе ја исцртаат новата планирана инфраструктура. Тој план за распределба, што ќе го направат овие експерти, всушност оди после на гласање и на одобрување кај сопствениците на земјиште. Во меѓувреме се прави и проценка на земјиштето, за да се осигураме дека секој сопственик кој што влегол во консолидација ќе излезе со најмалку иста вредност од самиот процес. Ова е многу важно да го знаат сопствениците, бидејќи во овој процес на вистина исклучително се внимава да нема оштетени. Нашата целта на Министерството за земјоделство и на геодетската компанија која што работи на теренските активности во Соколарци и Спанчево е сите да излезат со корист од процесот. Морам при тоа малку и да се навратам на околностите за воведување на системот за консолидација на кочанското производно подрачје, бидејќи самиот проект консолидација значи приуредување на земјоделско земјиште во овие атари каде што е избрано консолидационото поле и односно Mainland проектот кој што Министерство за земјоделство, шумарство и водство се застана со своја национална стратегија, финансиране од страна на Европската унија со средства од предпристапната помош на Европската унија и со поддршка на ФАО. ФАО е организација, односно Секретаријат за земјоделство и храна при Обединетите нации. Тоа е голема поддршка за нашето производно подрачје за остварување на проблемите со кои што се соочува кочанското земјоделско производство. Главна цел на консолидацијата е решавање, односно преуредување на земјоделско земјиште. Удираме на големата расцепканост и застарената, односно неупотреблива инфраструктура земјоделска, која што лежи неупотреблива на земјоделскиот терен. Покрај тоа и во земјишните книги големо средување на имотната состојба кај земјоделските производители. Тој го решава Mainland проектот директно влијаеме на големата расцепканост од која што се мачи нашето земјоделско производство. Секој земјоделец кој што ќе биде влезен во проектот добива помал број на парцели, оптимален број
една или повеќе, зависи од нивелацијата и начинот кој што ги кажа стручните лица при консолидирањето на тие земјишни парцели. Општо добиваме помал број на парцели, се решава нова патна мрежа, нова канална водоснабдителна мрежа, мелиорирање, планирање на земјоделските површини и можна комунално поврзување со планираната или спроведената комунална инфраструктура на населените места. Тоа значи голем благодет за земјоделското производство и напуштање на традиционалните начини, односно сега секој ќе може да воведе и свој план, односно плодосмена, плодоред на консолидираните површини. Во крајна мера, секоја консолидирана парцела добива поголема пазарна вредност од останатите во околината, кои што ќе останат со таа вредност. Односно, ќе имаме веќе своја архива, ќе има проценители кои што тоа ќе го проценат и секој ќе знае колка ќе биде цената пазара на неговото земјоделско земјиште. Ги повикувам жителите на село Соколарци на 20 декември со својот подпис да дадат на потврда на Комисијата за консолидација, односно да со тоа проектот влегува во втората фаза на реализација на националната програма за нашето производно подршје, кочанското производно подршје, кое што изразувам поголемо задоволство, бидејќи сме сватени како посебно производно подршје за разлика од другите во Република Македонија со своји специфики. При тоа, со влегувањето во втората фаза, ќе се даде легитимитет на Комисијата за консолидација да се формираат понатамошни тела за консолидација, а тоа се Советот за консолидација, во кој директно ќе учествуваат самите производители и главна задача на тој Совет за консолидација ќе биде гаранција на правата на сите земјоделски производители да се извршува транспарентно и правично до конечна реализација на консолидацијата до крај. И формирање на Комисијата за консолидација, која што ќе биде составена од стручни лица од областта на земјишната политика, кои што ќе бидат вични тоа да го изведат на нашето производно подршје. За таа цел ги повикувам имателите на земјоделско земјиште од Соколарци, бидејќи не можеме да го решаваме проблемот на нашето консолидационо поле само со Спанчево, бидејќи значаен фактор се веќе површините и бројот на жителите од село Соколарци кои што влегуваат во консолидационото поле со своите 500 иматели на земјоделско земјиште и околу 1558 земјишни катастарски парцели кои што влегуваат во процесот на консолидација се значаен фактор за конечно остварување на консолидацијата на нашиот терен.